Почитувани добро вечер. Вечерва во став гостува градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски. Господин Димитриевски, добро вечер и добре дојдовте повторно, да кажам, исто како и минатата седмица, во празничното издание на став. Добро вечер и на вас. Поздрав до гледачите, нашите сограѓани. Сакам во оваа прилика да им ја честитам 2023 година и на сите православни христијани да им го честитам Бадникот и Божичот и да им посакам здравје и успех во секој дом, за останатото ќе се погрижиме ние во општината и општо граѓаните за подобри услови за живење. Вечерва ќе направиме пресек на активностите и реализираните проекти минатата година, но и што е она што ги очекува кумановци оваа година и како ќе се подобри животот на граѓаните во Куманово. Граѓаните на Куманово веќе почнаа да го користат бесплатниот јавен линиски превоз. Субвенцијата од општината ќе трае 6 месеци. Какви се вашите први впечатоци? Имали интерес за бесплатниот превоз? Се почитували договорот од страна на превозниците, кога станува збор нели за бесплатниот превоз, и дали ќе се придонесе за намалување на сообраќајниот метеж, за намалување на аерозагадувањето во градот? Па ова е идеја која што најде на консензус во Советот. Општина Куманово со 30 милиони денари ќе го субвенционира градскиот превоз или некаде 40 денари по километар за секое движење на автобус. Значи, 1 километар изминат на автобус, превозниците ќе добијат 40 денари од општината, и тоа се навистина скромни средства. Ако земете цена на такси превоз, едно такси возило оди околу 50 или 60 денари, а овде имате движење на цел автобус комплетно бесплатен. Нашата цел е првенствено да создадеме навика за користење на јавниот превоз, дополнително да го сузбиеме дивиот превоз и дивите превозници, кои што се сериозен проблем во градот, да го намалиме аерозагадувањето и да го намалиме сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Ако ги иземеме овие денови, празнични денови, кога секогаш е зголемен сообраќајот во централното градско подрачје, мислам дека дури после 15 јануари ќе се почувствува суштински оваа мерка. Според онаа што јас го гледам, интензивно ние почнаме заедно со превозниците или вршителите, давателите на услуга, кои што се некаде 8 компании во градот, на имплементација на овој проект. Јас сум благодарен, ги поздравувам сите што се одзва, барем до сега ревностно, со исклучок на поедини линии, каде што имаме поединечни проблеми, се одвива овој јавен превоз бесплатно за сите граѓани. Имаме единствено проблем во моментов на релација Куманово-Клечовци, која што е релација меѓуградска, не е или меѓуопштинска, не е општинска релација, и поради фактот дека колешката во моментов е на боледување во општина Старо Нагоричане, не можеме да го решиме овој проблем, но повторно се обидуваме со превозникот да изнајдеме решение и овие наши граѓани на село Клечовци да ја користат оваа мерка, како и останатите граѓани, бидејќи и тие се составен дел на Куманово, и ги уверувам дека тоа ќе се случи во блиска иднина. По првиот месец на имплементација на мерката ќе ги видиме бројките, ќе направиме дополнителни сондажи на јавното мислење, да видиме колку тоа граѓаните се задоволни. Дополнително ќе добиеме информации преку диспечерската служба, која што е оформена, има своја канцеларија во локалитетот Гарнизон, колку тоа граѓани го користеле јавниот превоз, и ќе направиме основната математика како ќе продолжиме со оваа мерка. Генерално Куманово доби бесплатен јавен превоз прв пат во својата историја на постоење, и доколку е добра оваа мерка по имплементација на 6 месеци на истата мерка, зошто да не ја продолжиме доколку и буџетот ни дозволува, бидејќи сепак не можеме сите пари да ги дадеме на субвенции и трансфери, туку првенствено треба да инвестираме и во инфраструктура. Но како и да е, времето ќе покаже. Првичните анализи и сондажи покажаа дека има голем интерес за јавен превоз, бесплатен јавен превоз кај граѓаните, и нормално е тоа кога ќе дадете нешто бесплатно, но од друга страна тој истиот треба и да се користи. Јас, иако живеам во близина на моето работно место, сепак во алтернативни состојби, кога одам во други делови на градот, користам и ќе продолжам да користам јавен превоз.
Доколку граѓаните имаат некои забелешки или поплаки во однос на градскиот превоз, каде може да се обратат и што ќе се случи со превозниците, доколку самоволно скратат некои од линиите или пак го менуваат возниот ред? Па, граѓаните секогаш можат да се обратат на дежурниот телефонски број, кој што е даден на општинскиот сајт на општина Куманово и во диспечерската служба, а во иднина и во општина Куманово директно, па дури да напишат порака на некој од раководителите или на мене лично, бидејќи мојот број е јавен, транспарентен, објавен на социјалните мрежи. Превозниците имаат обврска да се придржуваат кон редоследите и распоредите на движење на автобусите кои што во постапката на тендерирање на линиите, имаме вкупно 27 линии, ги имаат дадено. Се договоривме джентламенски со превозниците после првиот месец да направиме анализи кои тоа линии се користат масовно, кои не се користат, да бидат редуцирани, а да бидат воведени дополнителен број на линии во одредени термини таму каде што има потреба, бидејќи сега ова првиот месец, да кажеме, некој пилот проект, како се до тоа ќе функционира. Инаку превозниците верувам дека сакаат ова да го направат, бидејќи за прв пат и тие чувствуваат некој бенефит во оваа тешка социјоекономска состојба, каде што државата, тоест општината, издвојува буџетски средства за субвенционирање на јавниот превоз. Но само ќе ви кажам една паралела. Куманово тоа го прави на годишно ниво со некои 60 на милиони денари. Градот Скопје тоа го прави и субвенционира јавно предпријатие, ЈСП, Скопје со некаде 11,5 милиони евра годишно и повторно скопјани немаат јавен превоз, имаат само одредени групи пензионери и студенти, но не сите, што значи ние тоа всушност со разбирање на јавните превозници го направиме со взаемен интерес, бидејќи нашата цел е да ги унапредиме условите на јавниот превоз и во континуитет заедно со превозниците да вложуваме и во нови автобуски постојки, и во зголемување на бројот на линиите, и подобрување на јавниот превоз, и подобрување на квалитетот на возила. Ако тоа беше норматив во минатото Евро 3 стандард за сите автобуси, сега е Евро 4, зошто во иднина да не добиеме и Евро 5 и така натаму, тоа оди чекор по чекор, но како и да е, сакаме да се вратиме на оние добри времења кога имавме 8 линии во градот, а сега имаме 27, но знаеме дека автобусот се обраќа редовно и на сите автобуски постојки да истакнеме и редовен возен ред, но и дополнително мапа на целиот град каде се движат линиите, граѓаните да се запознаат на одредена апликација каде тоа можат да фатат автобус, на која локација, од која точка А, како да стигнат до точка Б и до точка С или до одредена населба, што значи тоа е култура во користење на јавниот превоз и нашата интенција е да го воведеме во целост и да биде целосно функционален во функција на сите граѓани. И секако барам трпение од граѓаните, бидејќи не може се преку ноќ. Токму на оваа тема поразговаравме и со граѓаните на Куманово. Во продолжение предлагам да ја погледнеме анкетата. Превоз користимо, ова што општина дозволи, тоа е добра работа. Значи, ќе се растерети возила у градски саобраќај, а и по-безбедно е со автобус да идеш него с друг превоз. И тоа е добра работа што е општина допринела, пошто народ е доста без парица. Ово е како еден помоќ за население кое е малку сиромашно и Користимо. Мислите за оваа субвенција на општината, им се излегували во пресрет на граѓаните, особено заради семејниот буџет? Добро е. Ово не е лошо што се пуштиле, последно ми со тие мале пензии што смо ми. Куде ќе платиш се трошкови, било куде и други по доктори. Ово е многу убаво, Максово што измислил свој секој му чест. На време автобусите доаѓаат само малку кужба е сега. Конкретно за пензионери идеална идеја. Ете, значи мале пензije, kao sami što znajete standardat kakav nije nas. Na mnogo mesta davačke, a ne stiza. Znači, prevozat je ideala. I je dobro, za nas penzioneri je dobro. Sad što se tiče redovnost na prevoz. Ja ne sam redove, sad počinjam, ali gledam deka autobusite se dvižuju redovno, ljudi su zadovoljni, gledam deka zadovoljni, ali jedno da vi kažem, moje mišljenje. Mislu deka ovija ljudi što su posjeduje vozila, kola svoji, oni neće se odlučiti baš za gradski prevoz. Mislu to je. Zašto oni su navikli na taj život,
Они не го сваќаат ситуацију дека треба, корисно е да сви се одлучимо на градски превоз. Корисно е заради воздух, ради живот на општина луѓе, живот мали, стари, за било коju генерацију. И мислам дека треба се определи веќина овие што поседују авто и за нима е добро ќе уштеди бензин и нафту, ако веќе и куде njega за да се уштеди, ем ќе допринесе за ово што е дала општина шансу да искористимо, да се прочисти воздух, сигурно зависи многу и од кола прљавштина на воздух, тоа е доказ. Ги слушнавте граѓаните, кој е вашиот став во однос на мислењата на граѓаните, во однос на нивните видувања за бесплатниот јавен превоз? Па благодарен сум на искрените ставови на граѓаните, особено ги ценам и почитувам. Она што за мене е битно, граѓаните првенствено да бидат задоволни и навистина да го користат јавниот превоз. Ова не е политичка придобивка на поединец, ова е политичка придобивка на сите, кои што партиципираат во работењето на Советот, но првенствено придобивка за граѓаните, бидејќи сепак, знаете, во 21 век нема ништо бесплатно. Тоа се средства соберени од граѓаните и платени за граѓаните, за да може да се воведе една ваква мерка. Ќе бидам пресреќен ако самите граѓани бидат среќни, а ние сме тука да ги отстрануваме сите технички недостатоци во текот на имплементација на самата одлука. По 6-месечното користење ќе направиме релевантна теренска анкета, каде што ќе ги прашаме граѓаните директно и потоа ќе одлучиме дали ќе продолжиме со оваа мерка. Изминена тешка година, година на енергетска и економска криза, но и покрај тоа општина Куманово успеа да инвестира во патна инфраструктура, атмосферска фекална канализација. Што е она што го изгради општина Куманово изминатата година, кога станува збор за патната инфраструктура и дали патната инфраструктура ќе биде еден од приоритетите и следната година и колку средства од општинскиот буџет се одвоени за патна инфраструктура? Па јас, веќе 5-та година сум градоначалник на нашата општина, благодарејќи на убедувањето на граѓаните. Економска, енергетска криза, ковид криза, криза со свинска чума, многу кризи. Всушност, Македонија е во криза од самото самостојување, но најголемата криза ја фаќа Македонија поради неодговорноста на политичката елита која што ја владе и која што ја менаџира државата, без разлика која од која политичка провиненција да доаѓа. Оваа работа што ја работам во име на граѓаните ја сакам и едноставно се чувствувам среќен кога ќе имплементирам било каков проект. Да имплементирате проект, да изградите пат во 21 век, може би изгледа депласирано, е помалку и срамно, бидејќи тоа требало до сега да биде направено многу пати. Ако земам Куманово за пример, најголема фабрика е ФЗЦ Куманово. И ние таа фабрика може би постои повеќе од 50 години. До ден денеска немаме изградено тротоар до таа фабрика, поминале илјадници граѓани кои што работеле секојдневно и оделе пешна работа, што значи не се работело систематски, чекор по чекор да се реинвестира, но мојата обврска е да работам заедно со мојот тим. Успеавме оваа година да имплементираме некаде од завршување на локалните избори до крајот на годината над 180 проекти, голем број на инфраструктурни проекти, при тоа капиталните два кружни токови кои што ги направиме, локалитетот Серава и другиот локалитет на двата булевари кај што се вкрстува, каде што во минатото велеа дека е мисловна именка да се направи кружен тек. Наидовме на голем број на критики додека се работа, но гледам дека сега се функционални работат. Може би имаат некои недостатоци, повторно ќе се исправаат недостатоците, но тоа е Куманово. Инфраструктура, постоечка инфраструктура за некаде 7-8 илјади возила, повеќе од 28 илјади возила регистрирани. Не може тоа преку ноќ да се смени, потребни се голем број на служби да се инволвираат во целиот тој процес, особено сообраќајната полиција, но како и да е, ние не застануваме. Голем број на други инфраструктурни проекти, нови спортски игралишта, реконструкции на средните училишта, голем број на основни училишта, ќе слушнете многу пати од моите до вчерашни со партиција, денеска политички опоненти, дека во Куманово се што е вложено од
владата и тоа се апсолутни невистини. Во Куманово се што е вложено од страна на општината, тоа е средствата на граѓаните на општина Куманово, кои што плаќаат даноци и такси, и тие даноци и такси се издвојуваат за капитални инвестиции на локално или на централно ниво. Нормално е во образованието парите да доаѓаат од централно ниво, бидејќи се недецентрализирани парите, а дополнително успеавме со огромни заштеди во секторот за образование, додека не одеа децата на училиште, да пренамениме дел од тие средства и да реконструираме голем број на кровови, фасади, внатрешни подови, нови училници, дополнителна техничка опрема и така натаму. Но како и да е, кој како сака, нека се фали, мене ми е најбитно да се инвестира. Во Куманово инаку велат околу 200 милиони евра инвестиции. Мислам дека е тоа чиста манипулација. За паралела ќе кажам, Куманово има бруто буџет некаде на 30 милиони евра. Оперативен буџет околу 150 милиони денари. 2,5 милиони евра. Со тие пари ние го градиме Куманово. Замислете, од 2,5 милиони евра ние реализираме од 150 до 180 проекти. А замислите 200 милиони евра. Со 200 милиони евра се гради еден цел град. Па сега граѓаните нека пресудат дали во Куманово е изградена една цела нова населба или не е изградена, но како и да е мора. Политиката е тоа, политичарите мора да се фалат меѓусебно, а му е заедно со мојот тим да работам и да им испорачувам проекти. Го решиме проблемот со фекална канализација конечно во населба Иго Тришковиќ или Пуковско, како што го нарекуваат, и нема да застанеме тука, ќе продолжиме со асфалтирање, бекатонирање на улици и во тој дел на градот, и во Ајдучка чешма, и во населба Карпош, и во Христијан Карпош, и во многу други населби, и во Тоде Мендол, и многу други рурални и урбани средини, но оваа година ќе инвестираме и во централното градско подрачје со инвестиција и реконструкција на малиот градски плоштад во близина на Домот на култура, кој што своевремено, за жал, беше претворен во дом на кафичи и кафани. Ние повторно сакаме овој дел на градот да биде сегмент на градот на културата, каде што со една санација и реконструкција на постоечкиот плоштад и уредување со гранитен материјал ќе го вратиме сјајот на тој дел на градот, дополнително платото пред Скопските дуќани, дел од дуќаните кај банките и така натаму, и да дадеме една целина на градот и да продолжиме во континуитет да работиме и на централно, и на урбално, и на рурална средина. Некаде околу 50.000 метри квадратни нови асфалтирани улици, некаде околу 20.000 метри квадратни поставени бекатон плочки, значи 8.000 метри квадратни фекална и атмосферска, 8.000 метри должни фекална и атмосферска канализација, некаде околу 80.000 метри квадратни нови тампонирани површини на рурални патишта и патишта за поврзување и така планираме да продолжиме и во 23 година. Колку средства од вкупниот буџет на општината се одвоени за капитални проекти кои што ќе бидат реализирани оваа година? Развојниот буџет е околу 144 милиони денари. Јас претходно реков 30 милиони евра е бруто буџетот, но кога ќе ги одвоите средствата за да ги платите трошоците, тоа ви се наменски средства кои што ви доаѓаат од државата за да финансирате образование, да исплатите плати во образование, во детски градинки, во сите институции кои што се под ваша надлежност, вклучувајќи тука и општината и противпожарна заштита и старечкиот дом, ви остануваат скромни средства за инвестиции, од кои што некаде капитални инвестиции се околу приближно 2,5 милиони евра. Со тие средства планираме да реализираме нови проекти во делот на постоечката инфраструктура. Во минатата година реализацијата на буџетот на расходната страна беше околу 72-3%. Тоа ќе го видиме веќе со следниот извештај на Советот. Генерално не го реализираме во целост, бидејќи дојде до покачување на репроматеријалите во текот на тендерските постапки. Знаете дека во план имавме минатата година да отпочнеме со реконструкција на објектот Соколана, веќе го завршиме игралиштето,
да отпочнеме на објектот Соколана, но со една несреќна одлука на владата ни беа одземени тие 8 милиони денари, дополнително ние имавме некаде околу 10 милиони денари планирани наши средства, кои што не беа доволни да се заврши целиот тој проект, отварање на покровот, решавање на кровот, фасадата, дел од столаријата и така натаму, бидејќи владата не сметаше како за нас се постави како маќе, а не како мајка, решиме да ставиме во буџетот наши собствени средства на Кумановчани и да почнеме со реконструкција на Соколана оваа година. Во меѓувреме дојде дополнителен проблем, ние укина дозволата за реконструкција, бидејќи тоа е објект под заштита и дозволата ја дава ресорното министерство и сега сме веќе 2 години на релација конзерваторски центар, Министерство за транспорт и врски. Зошто? Само со единствена цел да не им се дозволи на локалните власти да го решат еднаш конечно овој објект и да го реконструираат, но како и да е, ќе ги разочарам, ние ќе го направиме тоа заедно со Кумановчани, бидејќи и јас и сите ние од Куманово им го должиме тоа на Кумановчани. Многу емоции се во таа наша Соколана. Дополнително работиме интензивно на реконструкција на нашата спортска сала, каде што го променивме кровот. Во моментов се менуваат и реконструираат целосно подвижните седишта, каде што се монтираат и дополнителни нови седишта, нови системи со површинска заштита. Следната фаза, верувам дека до крај на месец јануари ќе биде распишана нова тендерска постапка за избор на понудувач за поставување на нов спортски под во самата спортска сала и изработување на газиштата на трибините со епоксидни подови и премази, и тоа би било некаде втора фаза од реконструкција, а потоа ќе следат и нови дополнително обезбедување на средства во теком на 24-та и верувам дека ќе ги уредиме санитарните јасли, партерното уредување околу спортската сала, и јас би бил пресреќен ако официјално да кажам тука успееме сите заедно некаде 24-та година за денот на градот да ја пуштиме повторно нашата убавица во работа. Амбициозен проект е, но гледаме позитивно на тоа и мислам дека направиме многу и ќе продолжиме. Ќе направиме уште за да го постигнеме и овој проект. Дополнително обезбедивме нови средства за социјални трансфери, некаде околу 10 милиони денари, да им помогнеме на социјално најзагрозените групи во градот, со плаќање на сметка за ѓубрарина и за водовод, некаде 900 денари плюс 1200 денари по семејство, дополнително и дел од средства за еднократна помош за самохрани родители, помагање финансиски на одредени семејства при тешка болест во семејството, организирање на образовни асистенти за лица со хендикеп, некаде околу 3 милиони денари за дневните центри кои што работат со лица со попреченост и други такви невладини организации. 16,5 милиони денари обезбедиме од буџетот за развој на спортот и спортските активности. Не ги делиме клубовите, сите земаат, сакаме малку амбициозно да влеземе и во делот на развојот на фудбалот. Конечно ги добивме и игралиштата, кои што се долека и спортската сала, они игралишта кои што беа узурпирани своевремено, ги ставиме под наша надлежност. Сега ќе бараме помош од Фудбалската федерација на Македонија за уредување на истите. Веројатно ќе треба и репрограм на нови средства да вложи таму општината, па да ги даде на јавното претпријатие Куманово паркинг за понатамошно менаџирање со нив, како што веќе ги дадовме дел од спортските објекти. За културата обезбедиме некаде околу 14 милиони денари. Тие средства планираме да ги насочиме да има култура за сите, првенствено да се опфатат како мултикултурен град сите етнички заедници, дополнително најголемите настани, тамбурашкиот фестивал, Рома Труба Фест и сите оние други манифестации кај што користиме бина да бидат во рамки на Кумановско културно лето.
организирани во рамки на една недела до 10 дена, со поставување на голема бина на градскиот плоштад, да направиме некој раздвижување во градот, дополнителни пари за култура за младите во градот, традиционално веќе мото рок фестивалот кој што го организираме со Сдруженијето Мечки во Куманово и уште многу голем друг на културни настани и манифестации. И еве да кажам, иако не добиваме ништо од ресорното Министерство за култура, од национално ниво кое што е должно да распоредува средства за културни настани и манифестации по градовите, ние повторно оваа година од општинскиот буџет даваме средства за организација на национални настани во Центарот за култура и денови на комедија. Ке учествуваме и со финансиски средства во представата која што ќе работи Кумановскиот театар, се со цел да им потврдиме и кажеме дека тие се составен дел на кумановската култура и нам тие ни значат без разлика на политичката различност. Господине Димитриевски, колку средства се слејани во општинскиот буџет по основ на даноци и такси кои што ги плаќаат граѓаните? Редовни ли се плаќачи граѓаните на даноците и кога е крајниот рок за подмирување на данокот за имот и другите даноци, бидејќи годинава малку доцнеа решенијата? Да, оваа година задоцнивме со решенијата поради тендерските постапки околу изборот на фирмата за дистрибуција на решенијата, но од друга страна тоа им дојде како олеснување на граѓаните, инаку некаде околу во март месец ги пуштаме сите даночни решенија, до мај веќе се дистрибуирани. Општина Куманово собира некаде даноци и такси околу 70 до 80 милиони денари по основ на данок на имот, кој што е скромен износ за една општина со наша големина. Дополнително некаде 15 до 20 милиони денари други такси, фирмарини и така натаму, и зависно од данокот на промет со имот, кој што е посериозна ставка, се движи некаде од 50 до 100-110 милиони денари на годишно ниво, што значи ние тие пари кои што на локално ниво ги прибираме по основ на даноци и такси, всушност и ги реинвестираме во проекти. Кога ќе платиме данок за имот, всушност ние инвестираме во нашиот собствен град. Сите други приходи кои што доаѓаат се трошат наменски за трансферирање и финансирање на делегираните надлежности на локалната самоуправа, и енергетската криза си го зема својот данок, бидејќи енормните сметки по однос на потрошената електрична енергија не само во секторот образование, туку дополнително и во јавните предпријатија, ние не ги покачивме цените на услугите, не ставаат многу тешка состојба да реагираме, интервенираме буџетски, вадиме од ставките кои што се предвидени за изградба на локална инфраструктура и покриваме сметки, бидејќи државата нема сенс да помогне директно финансиски. Зошто? Затоа што предпоставувам сака владата да покаже дека актуелните локални власти не се способни да го менаџираат целиот процес на делегираните надлежности, но морам тука да ги подсетам и нив и граѓаните дека општината припаѓа на државата, а граѓаните ја поседуваат државата, што значи не може државата да се однесува кон едни како мајка, кон други како маќа. Недозволено е поедини општини во државата да добиваат енормни средства и грантови, како да го земам случајот со Арачиново, кој што не собира никакви даноци, во неколку наврати буџетски се интервенира и му се даваат огромни средства за капитални инвестиции, директно буџетски, додека општина Куманово тоа не го доведе. Зошто? Значи, со тоа вие не создавате даночна дисциплина или дисциплина кај граѓаните, туку го растурате системот и ги мотивирате граѓаните на една даночна евазија, што се неоправдани и многу популистички чекори кои што се преземаат од страна на власта, но тоа е власта безидејна, која што не знае да се носи со постоечката состојба, каде што владее една летаргија, соберен еден конгломерат кој што едноставно не знае да менаџира со државата стратешки, бидејќи ако сакаме Македонија да направиме поубаво место за живење, првенствено треба да ја покачиме нашата самоодржливост како држава. Да произведеме повеќе храна,
повеќе енергија, да инвестираме во енергетски капацитети, таму каде што има исплатливо за инвестиција, бидејќи парите брзо се враќаат, и дополнително да се стимулира економијата и стопанството за да произведе повеќе, да пласира и дома и во странство многу повеќе производи, и со тоа да се покачи GDP-то на државата. Во спротивност ние ќе бидеме зависна држава и секогаш ќе зависиме од заемот кој што ќе го добиеме, секогаш е скап од странство. Пред малку накратко ги спомнавте реконструкциите на основните средните училишта, изградените нови мултиспорт игралишта. Колку училишни објекти се планираат да се реновираат оваа година? Имате ли информација? Да ви кажам, значи реконструкција на фасада во основно училиште Вук Карајџич, на основно училиште Христијан Карпаш, Толи Зордомис, браќа Рибар Тавановци. Реконструкција на кров во основно училиште браќа Мирлединовци и Крстен Мисирков. Тоа е конечно она фамозна работа која што ја туркавме и за жал наидовме на пречка кај владата. Кога дојде до реакција на родителите, Советот на родители и така натаму, наидовме на разбирање, но цената на услугата се покачи многу. Најавено беше дека ќе се почне сега овој месец, ќе видиме дали ќе се почне, тоа е капитална инвестиција која што треба да ја финансира ресорното министерство. Веќе го видовме и премиерот, дојде и се сликаше таму и најави една реконструкција, ајде да видиме. Реконструкција на спортска сала на основно училиште Крстен Мисирков, Ковача Рацин, Толи Зордомис и основно училиште Бајрам Шабани, реконструкција на фасадите на основно училиште браќа Милодиновци во село Пчиња и други проекти во образованието кои што ќе бидат финансирани дел со општински средства, дел со средства кои што се наменети за капитални инвестиции во ресорно министерство. Имаме поднесено голем број на апликации во ресорното министерство и за останатите училишта, вклучувајќи го и Агино село, и Романовци, и многу голем број на други училишта, и централни и подрачни училишта, но се уште немаме одговор од ресорно министерство кои проекти ни се одобрени, кои ни се прифатени. Инаку мора да го пофалам тука дека јавното предпријатие за просторно и урбанистичко планирање, кое што го направиме некаде пред 3,5 години, ревностно ги работи проектите и ние од голема помош, бидејќи секогаш сме подготвени со одреден проект да аплицираме, особено проект за инфраструктура, изградба, реконструкција на училиште, објекти и така натаму, и им даваме нови проектни задачи за да проектираат што повеќе, што значи оваа година општина Куманово ќе вложува многу во хартија за да биде подготвена на повиците да аплицира со одредени готови проекти. Инаку активно се работи на подготвување на техничка документација за аплицирање и на други инфраструктурни проекти кои што се во собственост на општина Куманово, а тоа се, например, домот кој што го имаме во Длабочица, кој што сега е оставен на завод на времето и ние би сакале со време да го трансформираме во едно детско одморалиште. Зошто да не имаме еден таков репрезентативен објект кој што би аплицирале на одредени европски фондови, би го реконструирале тој комплекс и еден ден нашите деца би можеле, како своевремено кога одеа во Матејче на зимување, да одат во село Длабочица во поранешната караула на Арома. Кога ќе започне изградбата на првата од ветените градинки во Куманово и на која локација се планирали? Имаме сериозен проблем со градинките, затоа што нашата иницијатива до ресорното министерство беше да се финансираат типски градинки, значи по еден проект, додека тие бараат изготвување на готови проекти. Имаме две локации, од кои што едната е сериозно спорна, таа е на локација Бајрам Шабани, ни недостасува согласност од ресорно министерство за образование, едноставно не даваат парцелата да се подели, бидејќи се залепени сегмент образование и труд и социјална заштита, не даваат да се намали просторот и не можеме да го изработиме урбанистичкиот план. Очигледно дека за детските градинки ќе мораме да чекаме некои добри денови, а можеби ќе се смени начинот на размислување во ресорното министерство и ќе почнат да изготвуваат модуларни проекти за изградба на типски градинки по целата држава, каде што ќе влеземе во тој процес и ние да можеме на одредени локации да поставиме такви објекти, но не се откажуваме од доградба на постоечките капацитети и секако во континуитет го отвараме прашањето со пионер
пионерски дом, бидејќи го бара општината пионерскиот дом да и се врати и да се стави под надлежност, бидејќи тоа е дел и сегмент од образованието, би вложиле средства во тој објект, но се уште немаме одговор од ресорното министерство, ниту што планираат со овој објект, ниту пак да ни дозволат да влеземе, ако не повеќе, да го исчистиме внатре и целосно да го обезбедиме за да не се уништува понатаму. Подготвена ли е општина Куманово за зимското одржување на градот? Годинава прв пат во расчистување на сообраќајниците ќе бидат вклучени и екипите на јавното предпријатие Чистота и зеленило со нова механизација. Па да, среќни сме што сме една од ретки општини што успеавме конечно, да купиме наша опрема за зимско одржување. 3 камиони комплетно опремени, дополнително 3 машини, работни машини или скипови, багери, како ги нарекуваат граѓаните, кои што ќе бидат вклучени во сегментот за зимско одржување. Дел од машините беа дадени на јавно предпријатие Чистота и зеленило, дел од машините се дадени на јавно предпријатие Водовод Куманово, третиот дел е даден на Куманово паркинг и четвртиот дел е даден на јавно предпријатие Куманово газ. Не можете да вршите јавна дејност доколку не сте технички опремени за такво нешто. Со употреба на овие машини општината ќе заштеди средства и де факто со тие средства кои што ќе бидат заштедени ќе се врати долгорочниот кредит кој што беше некаде околу 1.000.000 евра. Јас верувам дека до крајот на мандатот, и тоа е мојата желба, пред да завршам со обновување на вториот мандат на оваа функција, ќе ги намириме заедно со Советот сите овие обврски кои што ги имаме. Мора да потенцирам дека текомната година ќе завршиме без обврски, пренесоме салдо во следната година од некаде 200 милиони денари, нешто околу 200 милиони денари, па сега вие вратете се 5 години претходно. Јас имав на сметка околу 18 милиони денари и некаде околу 690 милиони денари обврски. Разни утужени долгови, застарени камати, текомни долгови и така натаму, сето тоа го плативме. И денеска општина Куманово има над 200 милиони денари сопствени средства, граѓански пари, кои што се домаќински ревностно се трошат и се пренесуваат за следната година за нови инвестиции, овие кои што претходно ги набројам. Мора да кажам дека домаќински се работи и ќе продолжиме така, бидејќи ако не ја чувствувате општината за своја и да ја менаџирате како сопствен правен субјект, како што менаџирате дома, тргнувајќи во едно домаќинство, кога ќе влезете во куќата, првенствено гледате дали ви е нешто прљаво дома, па се обидувате да го исчистите тоа. Така исто и во општината. Ако го гледате домашниот буџет, па ги гледате сметките, првично да ги платите сите сметки за струја, вода, телефон и останати јавни давачки, па тоа што ќе ви остане од буџетот да го распоредите на неделни рати за да го трошите во семејниот буџет. Исто така се работи во општина Куманово и многу е битно да ги следите приходите и да ги наплаќате приходите еднакво за сите. Нормално е дека сме социјална држава и мора да се има сенс за сите оние социјални семејства во оваа тешко социјална економска состојба, но како и да е, сепак секој мора да си ги намери своите јавни обврски кон државата. До сега немаме утужувано или извршувано домаќинства по основ на долг за неплатен данок. Не било пракса, иако законски сме обврзани да го правиме тоа, но во иднина ќе го практикуваме и тоа, бидејќи констатираме една појава, дека не се тие кои што се најсиромашни во општеството најголемите неплаќачи на јавните давачки. Туку првенствено едни од најбогатите слоеви во општината и во државата се всушност најголемите затојувачи на данок и најголемите наплаќачи. Имаме служба во општината која што ги лови таквите случаи и дополнително ги одолочува ретроактивно 5 години наназад. Ако се сеќавате, некаде пред 3 години отпишаме голем износ на даноци и такси кои што беа застарени и граѓаните ги немаа намирени кон државата, од тука натаму веќе нема пардон за никој, а имаме разбирање за оние социјални случаи кои што имаат мал број, мали износи. Сепак
мора да напоменам исто така дека одвоиме некаде околу 4,8 милиони денари во теком на година за инвестиција на нови на детски качиња во градот, оние играчки, кои што апелирам кога ќе ги изградиме да ги сочувуваме, бидејќи се што ќе инвестира општината и во нова урбана опрема, доколку го чуваме, ние и ќе го имаме. Гледате дека поставуваме нови подземни контейнери, до сега некаде полуподземни контейнери, околу 40 на такви. Тоа се доста скапи инвестиции кои што многу помагаат во делот за зачувување на јавната чистота во градот и апелирам до граѓаните да се грижиме за нив, а исто така вложиме и огромни средства во чистење на речните корита, кои што верувам дека ќе останат чисти во текот до летниот период. Знаете, тоа е рак рана во градот, речните корита се уништуваат од страна на несовесни граѓани, особено во одредени делови на градот. Многумина велат кај што живее ромското население. Да, имаме појава во районот на населбата Средорек и Бавчи, но дополнително имаме такви појави и на други места, што значи не можеме да одбележиме само една етничка група, туку првенствено голем број на неодговорни поединци го прават тоа и уништуваат секојдневно нашата животна средина и со тоа се зголемува и загадувањето во градот, на што треба интензивно сите заедно да работите. Знаете дека поставивме и сме една од ретки општини која што постави собствен мониторинг систем за нагледување на амбиенталниот воздух. Сега да отворите апликација, можете да видите во градот на 5 локации какво е загадувањето. Тоа се наши собствени станици, 4 се инвестирани од општината, една дополнително е државна инвестиција со софистицирана опрема, така да ние мора да продолжиме да се грижиме првенствено за загадувањето, да го намалиме загадувањето и со пошумување на нови зелени површини, бидејќи ставиме средства во буџетот за набавка на дополнителни листопадни садници кои што планираме да ги засадиме на голем број на нови локации во градот и тука секогаш еве во пролет ќе имаме нова иницијатива кај што ќе ги повикаме и сите граѓани да ни се приклучат. Планира ли општината вработување на дополнителен број комунални инспектори, бидејќи граѓаните сметаат дека кога би имало поголем број на комунални инспектори на терен, од друга страна и поголем број на полициски службеници кои што ќе можат да ги санкционираат оние кои што вообичаено го палат сметот или пак создаваат диви депонии, дека тогаш би дошло навистина до намалување на загаденоста на воздухот. За жал, искрено да ви кажам, не сум задоволен од работата на комуналните и генерално на инспекцијските служби. Постои еден феномен во оваа држава. Полесно е да станете доктор на науки, отколку да станете инспектор или член на инспекторатот. Треба да исполните такви стандарди, нормативи, да добиете сертификати, да чекате од помлад соработник на соработник, па постар соработник, па властување за да можете да пополните записник, за да истиот записник откако ќе го составите биде валиден во управната постапка и не ви падне и така натаму. Првенствено многу тешко се екипирате. Второ, луѓето кои што се веќе таму имаат создадено стари навики, не можам да кажам за сите генерално, но голем дел од нив едноставно не сакаат да извршуваат во цело својата работа, а вие немате некои дополнителни механизми како ќе ги санкционирате или како ќе ги елиминирате, или во случај доколку ги тргнете од таа работна позиција, немате кој да вработите. Зошто? Бидејќи ви треба човек со овластување. Но како и да е, комуналниот сектор и комуналниот инспекторат и инспекторатот генерално поврзан со загадувањето и животната средина не може да функционира во целост доколку тука не биде вклучена и полицијата. Зошто? Полицијата согласно своите законски овластувања има апсолутно надлежност и ингеренција да издава мандатни казни по однос на ваков тип на прекршоци, па дури да издава и да пишува и кривични постапки. Такви случаи немаме во градот. Зошто? Бидејќи знаете, на времето постоеше една институција милицаец. Кога ќе го видите на улица еден позорникар полицаец, вие како дете имавте создадено една таква страва почит кај што внимававте дали ќе го искинете карамфилот на Трета Македонска, ако се сеќавате своевремено имаше посадени карамфили, потоа се изградија жардинери и се посадени нови
зелени насади. Сега не е така, сега го гледате полицајци едноставно со еден дисреспект ми приоѓате, со непочитување. И на таа институција и државата генерално мора сериозно да работи. Исте односот и со инспекторите. Замислите, правиме една инспекцијска акција каде што никој не реагира на инспекторот ако нема заедно со него некој од другите инспекторати и представник униформиран полицаец, па дури и тогаш е многу тешко. Зошто? Затоа што граѓаните изгубија доверба во системот. И затоа и не се случува овој феномен на масовно иселување од државата. Видите, анализата покажува дека младите луѓе не се единствени кои што бегаат од државата. Кога ќе кажам млади, тоа се млади некаде до 25 години по завршување на високото образование. Ни бегаат млади брачни парови до 35-40 години, се иселуваат цели семејства. И тоа помеѓу нив има и солидно ситуирани семејства. Зошто ви бегаат? Не сакаат да живеат во несреден систем, во општини и градови каде што возилата се паркираат на тротоарите, поминуваат по 4 или 8 полицајци, пајак возило паралелно, никој ништо не реагира и дополнително гледате како комшијата го исфрла сметот од 6 спрат од зграда, како што има една случка кога една поспана сограѓанка моја фрли со кесата и кесата падна пред мене зад локалитетот Сума и го бркаше контейнерот да го погоди од 6 спрат. И тоа се навики кои што се многу лошо создадени. Поради таквите навики луѓето бегаат. Но кој има одговорност? Имаме одговорност ние политичарите. Тие кои што сме избрани да менаџираме со системот. Во овој случај јас со општината, министерот за внатрешни работи со Министерство за внатрешни работи, премиерот со државата и да изнајдеме начин на взаемна соработка која што ќе се стави во функција на државата да го изгради капацитетот на институциите. Ние имаме капацитет на криза во државата, бидејќи немате интероперабилност и интерконекција на самите министерства и немате соработка. Првично помеѓу министерства, потоа на ниво на централна и на локална власт. Зошто? Затоа што политиката длабоко го подели нашето општество и затоа денеска имаме ние состојба каде што левата и десната страна во македонскиот политички брок, поради взаемната неусогласеност, стратешка неусогласеност, нетрпение лично и така натаму партиско, се постојано во конфликт, а од друга страна имаме прагматична моноетничка партија, која што се вика ДУИ, која што ги користи тие моменти и од ден во ден добива се повеќе и повеќе и поголеми инсталации покрај законодавната, во извршната, а денеска гледам и во судската независна власт во државата, која што всушност е независна по знак на наводници. Мора да се стави крај на тоа. Значи, мора да создадеме ефикасна, самоодржлива држава. Како? Граѓаните ја бираат политичката елита, кога ќе излезат на гласање, нека размислат на кого му ја даваат својата доверба. Дали ќе дозволат некој да им плати 500.000 или 2.000 денари по глас, или пак во моментот кога ќе гласа, ќе се подразмисли за кого и како ќе ја даде неговата доверба и кој ќе менаџира во негово име, бидејќи ова е посредничка демократија. Друг спас Македонија како држава нема, во спротивно, ние ќе продолжиме само да се главиме како држава и како народ и секојдневно да генерираме губитоци и загуби како држава, а младото население ќе продолжи да не се иселува. Нашата цел е да ги вратиме младите луѓе назад. А сега тие се надвор, ќе добијат нови вештини, ќе се стекнат со нови вештини, ќе создадат нов дополнителен капитал. Зошто да не дојде моментот да продолжат да создаваат и творат во сопствената држава, во сопствениот град? Куманово може да го изградат само кумановци. Нема да ви дојде никоја страна да ни го гради друг за нас, без разлика на сите оние ветувања, економски преродби, инвестиции, значи дополнителни европски фондови, искористување и така натаму. Тоа се само дел од мерките. Првенствено треба да имаме доволен број на млади,
мотивирани луѓе, дополнително луѓе со теорија и пракса, со искуство, кои што ќе влезат во процесот на генерирање на едно, создавање на едно поквалитетно, помодерно, подобро општество, а де факто тоа ќе создаде и подобри градови, подобри општини и поквалитетна држава. Господине Димитриевски, по повод 6 месеци од формирањето на Сдруженијето за наше Куманово и 1 година од формирањето, од основањето на граѓанскиот концепт, беше одржана трибина во Куманово во Центарот за култура, на која ги повикавте граѓаните заеднички да направите движење за наша Македонија. Се зголемува ли членството на Сдруженијето за наше Куманово во нашиот град? Па ја најпрви сакам да се заблагодарам на сите кумановки и кумановци кои што дојда на таа трибина, да направат чест, да дадат подршка на самата граѓанска иницијатива, да не ја повторувам, историјата е премногу свежа, некаде во август месец минатата година, кога отпочна со собирањето на потписи, тргна и за создавање на една таква иницијатива. Имав доволно време и јас, и луѓето од мојот тим да размислиме ни што всушност проаѓаме. Не беа лесни изборите, бевме под огромен притисок, се боревме на сите фронтови, но знаете, кога ќе ја почувствувате енергијата од граѓаните и поддршката која што ви доаѓа, едноставно вие сте непобедливи. И се до моментот додека имате поддршката од граѓаните, можете да се однесувате така. Ја почувствував таа енергија, ги освоивме изборите, размислував што понатаму. Дали ова што се случи во Куманово можеби треба да биде една нова иницијална каписла на ниво на држава, за да се подосвести и државата во која насока одиме. Бидејќи се уморивме да живееме како странци во сопствената држава. Ние денеска живееме во држава во која што се чувствуваме како граѓани од втор ред, додека поединци во власта ги уживаат сите права, да не зборувам за представниците на ДУИ и одредени коалициони партнери на власта, и всушност гледам како истата власт која што до вчера рамо до рамо со мене се бораме против претходниот режим, всушност се трансформираше во нешто исто и многу полошо, бидејќи многу пософистицирано го работи тоа што претходната власт го работи. Па дојдеа моменти каде што мораше да дојдат странски амбасадори да ни кажат дека во Македонија има корупција. Па корупцијата е на секоја страна. А од друга страна, сите тие беа изненадени во првиот момент дека такво нешто постои, а потоа сите го потврдија тоа. Да не ги редам сега сите министри на чело со премиерот, демек срамота било. А имаме еден куп институции. Па јавна тајна е дека политичарите живеат најдобро во државата. Тоа граѓаните го гледаат кај нас секој дневно. Дека возачите на политичарите живеат и уживаат огромни бенефити секој дневно. Затоа мислам дека оваа наша граѓанска иницијатива за наше Куманово, првенствено која што се насочи во насока на враќање на асномските и крушевските вредности во државата. Во 21. век некој да ви зборува дали сте вие македонец и на кој јазик говорите, или пак да ве оспорува некој во вашата собствена држава, да ви доаѓа странски политичар, во конкретниот случај од соседна Бугарија, и да ви вели Бугарија ви е од Црно море до Охрид, а вие при тоа да се правите нем и слеп при очи. Па тоа се прогласува персона нон грата во истиот момент, да не зборувам за протестна нота преку амбасада, министерство и така натаму. Бујар Османи си го спие местото. Па до кога така? Не може. Затоа треба вакви иницијативи. Затоа првенствено треба ние македонците, но и останатите наши сограѓани, без разлика кој од која етничка заедница доаѓа, дали се работи за албанец, турчин, србин, ром, влав, бошњак, црногорец, хрват или било кој друг, кој што живеа во оваа држава, кој што и посакува добро на оваа држава, да се здружат во едни вакви граѓански здруженија, кои ќе покажат отпор, ќе се вратат на традиционалните вредности, на асновските и крушевските вредности, на Крушевскиот манифест, за да продолжиме со создавање на една модерна македонска држава за сите, но првенствено да дадеме привилегија, но и одговорност.
Зошто власта значи првенствено одговорност да владееш во име на некој. Вие преземате огромна одговорност, бидејќи ако вие сте ми дале на мене глас, јас сум должен да ви испорачам на вас отчет за моето работење и да ви кажам да, јас како Максим Димитриевски, ваш избраник, изработив оваа година тоа и тоа и тоа, а последното е ваше како човек кој што ме бира затоа што вие ја цените мојата работа, а не вие да бидете во подредена состојба во однос на мене. Затоа сакам да се заблагодарам уште еднаш на сите наши сограѓанки и сограѓани кои што присуствуваа на таа трибина, не слушнаа што имаме да кажеме. Ние не застануваме тука, продолжуваме уште поинтензивно по цела Македонија. Од Куманово отидовме во Прилеп, од Прилеп отидовме во Крушево, од Крушево отидовме во Тетово, од Тетово сега ќе одиме во Кочани, од Кочани ќе одиме во Штип, од Штип ќе одиме во Гевгели и така ќе ја поминеме цела Македонија. Ќе составиме вакви здруженија на граѓани, значи не политички партии, бидејќи граѓаните се уморни од политиката и политичката поделеност. Нашето општество е поделено во целост по политички основ. Нам ни е потребна нова политичка сила, која што ги биде предвижена од граѓаните, за да ги спои и левите и десните, да ги седне на заедничка маса и еднаш за секогаш македонците да ги дефинираат своите црвени линии. Зошто да не ни доаѓаат од странство и да ни кажуваат кои сме тоа ние? За тоа не ни требаат ни странски амбасадори, ниту пак ни требаат било какви странски представници. Ние знаеме кои сме. Јас сум Максим Димитриевски, вие сте Снежана, горди македонци, такви сакаме да влеземе во Европска унија. Ние сакаме да влеземе, ние сме европејци. Тука сме на карта во Европа, таму припаѓаме, но првенствено како горди и достоинствени луѓе, а не подгазени. Зошто тоа не убедуваа за францускиот предлог? Зошто ги криеа стратешките документи од нас? Зошто се криеше договорот за соработка помеѓу добрососедство помеѓу Република Бугарија и Република Македонија? Па тоа не е таен документ. Тоа треба да биде јавен документ, документ на сите. Францускиот предлог се тржеше скриен од јавноста во Македонија, а во Бугарија беше објавен за сите. Мислам, тоа е срамно. И на крајот го слушам истиот тој мој председател на држава, кој што претходно 7 дена пред тоа му вели на премиерот, чукни во маса таму во Европа, а немој да ја викаш кицшмата, подоцна вели, па да, ние седнаме и го составивме, јас бев еден од тие кој што го составуваше или се согласи со тој француски предлог. Па не го бирав јас мојот председател за тоа така да ме представува, да се срами кога треба да го изусти името на мојот народ, на мојата држава. Значи, видите, на нас македонците не ни останало ништо повеќе од гордост. Ако го изгубиме гордоста и образот, тогаш ние самите себе си ќе се поништиме. И верувајте ми, нашите сограѓани, албанци, срби, роми, власи, сите го разбираат тоа. Зошто? Бидејќи и тие низ историјата поминуване низ вакви процеси. Македонија секој секогаш сакал да ја зграбчи. Ние секогаш сме биле отворени за сите. Никого немаме повредено во собствената историја, ниту нападнато, нити покажано претензии. Сите покажувале претензии кон нас. Ајде да искористиме таа енергија за да се обединиме национално. Затоа е потребно една нова политичка сила која што ќе излезе од граѓаните и за граѓаните, да ги седне сите на една маса. А се седнува на иста маса ако добиете политичка дежина со добивање на одреден број на гласови на плурални парламентарни демократски избори. И јас верувам дека движењето, кое што тргнува од наше Куманово, а го користи атрибутот на кумановци како борбени, независни, достоинствени луѓе со став, идеја и мисла, кои што секогаш знаеле да застанат на вистинската страна при секој голем општествен процес, и овој пат во државата како една иницијална каписла ќе ја разбуди Македонија и ќе тргне конечно Македонија на вистинскиот пат, ќе го обедини македонскиот електорат и дополнително ќе ги дефинира условите со тие интересни коалиции кои што доаѓаат со етнички предзнак. Според вас, дали 2023 година ќе биде изборна година?
Ќе има ли предвремени парламентарни избори и доколку има, како ќе настапите, дали како политичка партија, кажавте дека здружение, за сега сте здружение на граѓани, какви се очекувањата од следните избори без разлика дали ќе станува збор за предвремени парламентарни или редовните во 2024-та, односно следната година? Јас не можам да предпоставам кога ќе бидат парламентарните избори и дали ќе бидат предвременни избори, премногу се шпекулира во јавноста, те вакви коалиции, те вакви состаноци. Јас знам едно, кога и да се изборите, иницијативата за наше Куманово, граѓанската иницијатива, до тогаш ќе се трансформира во државна иницијатива. Дали таа ќе се вика за наша Македонија, за подобра држава или било како, ќе биде граѓанска иницијатива од граѓаните за граѓаните. Ќе учествува на избори без разлика дали ќе има своја официјална регистрација како субјект или со обезбедување на подписи подршка од граѓаните и на следните парламентарни избори кога и да се ќе извојува убедлива победа. Тоа го кажав овде многу самоуверено пред некаде повеќе од година дена во ова студио пред локалните избори, кога многумина се сомнева дека нема да успееме во тоа во Куманово. Јас сега ве уверувам дека тоа ќе се случи и на државно ниво. Зошто? Затоа што конечно после 30 години во независна држава е дојдено време на граѓаните, а не на политичките партии. Бидејќи доволно беше член на политичка партија, ќе добиете соодветно место. Не, ќе добие квалитетот предност во однос на квантитетот и членската книжка. Господине Димитриевски, ви благодарам уште еднаш за гостувањето и ви посакувам среќни божични празници. Ви благодарам и на вас, ми беше чест што сум дел од вашата емисија. Уште еднаш сакам да честитам на сите мои кумановчани и кумановки, престојниот Божич и многу здравје и среќа во секој дом мои кумановци. Одиме понатаму заедно. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Ви посакувам среќни божични празници. Пријатна вечер.